Така, од страна на општина Куманово беше преземено некако чистење на чистење на дел од речно корито. Нешто успеавме да санираме за да нема поплави, меѓутоа мостот што беше изграден од самите граѓани делумно е срушен. Општина Куманово побара помош и од Генерал-штабот и од Министерство за народна одбрана со допис од 16.4.2015 година да не дадат некој понтонски мост, бидејќи тука се додека не се направи нов, значи треба време, техничка документација, тоа е моментално надвор од генералниот урбанистички план, да дадат некој понтонски мост како би може да се движат возилата евентуално, пешаци можеби ќе поминуваат, можеби не. Меѓутоа до денеска немаме никаков одговор. Ќе видиме во наредниот период уште една ургенција ако може пак да не достава некој понтонски мост, бидејќи тоа е временно решение, а за трајно решение тука по генералниот план не е предвиден мостот за цврста градба, мислам. Тој постоеше, точно дека постоеше, меѓутоа за да се направи техничка документација и да се даде одобрение треба да се има план. Ако не е предвиден тука малку прво. Затоа бараме тој понтонски мост, тој е челичен, се поставува, се демонтира, значи тој може да остане како секој мост, понтонски мост се вика, се монтира и се демонтира. Затоа се вика. Ќе пробаме уште еднаш да стапиме во контакт, уште една ургенција ќе пуштиме, ќе видиме. А кога? Не зависи од нас. Значи општина Куманово не располага со понтонски мост. Значи тој мост, тој е метален мост, се отвара, се поставува. Значи општина нема мост. Тоа има влада на Република Македонија, АРМ на Република Македонија. Да видиме што ќе ни одговорат. Спратиме еднаш допис и ќе пробаме уште еднаш пак да спратиме да видиме одговор.